Во седмицата што веќе изминува, премиери доживеа повеќе модели, секој од големо значење не само за сегментот во кого се, туку и за самите производители. BMW за октомври ја најави новата серија 5. Volkswagen го софистицира единствениот свој премиум производ, теренецот Touareg, а во Кан Aston Martin помпезно го представи DB12. Од друга страна пак, марките што се потпираат на електричните возила бараат начини да ги омасоват своите продукти, барајки нови капацитети и технологии за неопходните батерии. Ова е само дел од денешната содржина. Добре дојдовте во Автомагазин. Како место каде наследството се среќава со иднината, Фијат ја одбележува 100-годишнината од пуштањето на работа на својот некогашен основен производствен погон Лингото. Наречен по истоимениот кварт во Торино во кој е лоциран, тој беше активен се до 1982 година кога монтажните ленти запреа, а историската зграда се трансформираше во административно седиште на компанијата и повеќе наменски центар. Авангардно замислена, оваа необична фабрика на 5 ката беше карактеристична по тоа што репроматеријалите и компонентите влегуваа во приземјето. Производствените ленти се движеа и хоризонтално и вертикално, така што готовите автомобили излегуваа на врвот и ја напуштаа зградата откако ќе ја обиколеа 1,5 километри долгата тест патека лоцирана на покривот. Своевремено оваа најголема фабрика за автомобили на светот стана позната токму по патеката, која и ден денес се користи за промотивни цели. Лингото сега за Фијат представува манифест на обновената визија на брендот, заради што незината архитектонска тема ќе биде дизајнерска инспирација за внатрешноста на моделите кои ќе започнат да се појавуваат од идната 2024 година. Иако електричните возила се пазарно атрактивни, сите се согласуваме дека мирисот на бензинот ништо не може да го замени. Брабус успеа да ги спои иднината и сегашноста со преработката на плагин верзијата на Mercedes AMG GT, чија системска сила ја подигна од 840 на 930 коњи. Двата турбокомпресора на 4-литарскиот V8 мотор се заменети, унапредени се аеродинамиката и осланувањето, а изгледот преработен да покаже дека ова е најмоќниот Брабус било кога направен. Непогрешливата комбинација на стилот и перформансите се одраз на скоро половина век долгото искуство што го имаат со Мерцедес, а цената од преку 320.000 евра без давачки оправдува се што ќе се каже за овој ултимативен модел. Илон Маск си најде нов предизвик. Ги натера инженерите на Тесла да развиваат хуманоиден робот. И покрај краткото поминато време откако тој беше најавен, напредокот е драстичен. Роботот, наречен Optimus, веќе може самостојно да се движи. Има способност да учи и да изведува посложени операции, а цврстата конструкција го прави отпорен на силни напрегања. Илон Маск е уверен во успехот на роботот и верува дека во иднина главните приходи на компанијата ќе бидат токму од него. Неговата проценка е дека во светот може да се продадат дури 10 до 20 милиарди вакви роботи. Посебно, ако се оствари неговата замисла, цената на Optimus ќе изнесува околу $20,000. Но засега не се знае кога евентуално би започнала неговата продажба. Ако судиме според досегашното искуство со неговите ветувања, светот уште долго ќе чека на Tesla Optimus.
Кинезите конечно тргнаа во вистинска офанзива за освојување на европскиот пазар. Build Your Dreams се реши да гради фабрика за автомобили на стариот континент. Засега во игра се неколку локации, од кои вистинската ќе биде избрана до крајот на годината. Сите се во Западна Европа. Франција има најголеми шанси бидејќи разговорите со владата веќе се започнати. Не смеат да се запостават ниту сериозните намери на шпанците и германците, додека Велика Британија е изфрлена од комбинацијата. Висината на инвестицијата, како и капацитетот на фабриката засега не се познати, но се знае дека плановите се таа да започне со производство во 2025 година. Според стратегијата на кинезите, исклучено е да се презеде некој постоечки капацитет заради нивната намена да го организираат производството според собствените желби, а не да се прилагодуваат на наследените позиции. Оваа компанија, која засега е присутна на мал број европски пазари со само 3 модели, веќе има своја фабрика за електрични автобуси во Унгарија која работи од 2016 година. Индискиот конгломерат Tata Motors преговара со британската влада за пакет за поддршка за изградба на голема фабрика за батерии за електрични возила. Властите засега молчат за текот на разговорите, но јасно е дека ќе мора широко да го одврзаат кесето, бидејќи од оваа фабрика директно зависи и днината и на работниците во производствените погони на Jaguar и Land Rover. Од Тата се оптимисти и истакнуваат дека отворањето на фабриката ќе креира нови 9000 работни места, но додаваат и дека ако преговорите не успеат, како резервна варијанта ја имаат Шпанија. Висината на инвестицијата не е објавена, но се дознава дека индиците бараат 500 милиони фунти, додека државата е подготвена да додели само 60% од таа сума. Шкода ја дополни понудата на својот електричен првенец со нова Laurinen Clement изведба. Во традицијата на чешката марка, моделите со оваа ознака од секогаш представувале нешто посебно, нешто што одскокнува од обичаената гама. Така и со Ењак, кој преживеа неколку технички зафати, меѓу кои најважен е новиот погонски систем преземен од свежо представениот Volkswagen ID7. Електричната моќ сега искачена на 285 конски сили, а автономијата на солидни 570 километри. За полнење до 80% од капацитетот ќе бидат потребни помалку од 30 минути, а додадено е и предгрејење на батериите кое го оптимизира полнењето на студено време. Посилниот мотор донесе и подобри перформанси, забрзување до 100 км на час за 6,6 секунди и максимални 180 км на час. Опременоста на моделот, кој од другите ќе се разликува по суптилни стилски детали, е подобрена, а новост е и тоа што со него Шкода е укинува ознаката IV од идните електрични модели. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации.
Метрополис, број 1 радиомрежа. Новата серија 5 ја реинтерпретира спортската елеганција на BMW со актуелниот дизајнерски јазик на марката, нагласениот карактер на најпопуларната деловна лимузина, изборот на погони, динамички својства и богатата серијска опременост ќе бидат адути што на купувачите повторно ќе им заиграат пеперутките во стомакот. За таа цел, BMW не се откажа од моторите на согорување и на нив ја додаде целосно електричната верзија на најпопуларната бизнес лимузина. Како што обично бива, секоја нова генерација станува поголема од претходната. Класично формираната лимузинска каросерија е поставена на зголемено меѓуоскено растојание која сега достигна 2995 мм. Тоа овозможи проширување на сите смерови, па така каросеријата за 6 см ја надмина должината од 5 метри, овозможувајќи подобрениот комфор, особено во задниот дел. Изгледот го карактеризира широката двојна бубрежна решетка која е малку спуштена во средината, издолжен страничен дел и изразени светлосни групи. Тоа формира особено елегантен впечаток, додека популарниот спортски пакет се одликува со црни акценти и остро исфрлени дизајнерски елементи. На самиот почеток ќе бидат достапни верзиите со мотори на внатрешно согорување и електричната верзија i5. Разликите меѓу варијантите се јасни и во пространата внатрешност. Ова е најочигледно кај воланот. Футуристичкиот управувач со 2 крака од iX е стандарден кај i5, додека за останатите изведби е присутен конвенционален со 3 краци. Во кабината доминира заоблениот екран сочинет со 2 дисплеи, првиот од 12,3 и вториот од 14,9 инчи, заедно со најновиот оперативен систем на BMW iDrive 8.5. Комплексните системи за помош на возачот се веќе опфатени, иако се нуди само нивото 2 за автономно возење. Архитектурата на електрониката е најсовремена што ја располагаат баварците, па дури е и малку понапредна од онаа кај серијата 7. Серијата 5 важи за најспортски дотерана во својата класа. Покрај мултилинк подпирањето додаден и опционален систем за управување со задните тркала, што го прави возилото поагилно при мали и постабилно при поголеми брзини. Еден од императивите на BMW е возните својства на своите електрични возила да ги изедначи со угледот што го негува кај класичните погони. Изведбите i5 поради тежината имаат дополнителни засилувања, задни торзиони шипки и активен систем за стабилизација на тркалата. Згоре на тоа, пневматската амортизација е стандардна. Во зависност од верзијата, ултрабрзиот систем за управување со динамиката на возилото ги контролира амортизерите и стабилизацијата. Во зависност од моделската варијанта, новата серија 5 има погон на задните или на сите тркала, а силата се пренесува, освен кај i5, преку 8-степен менувач. На почетокот на продажбата ќе се појават покрај i5 и верзиите со класични мотори. Нив ќе ги застапуваат 4-цилиндерските дволитарски изведби со ознака 520. Бензинецот испорачува 190 конски сили, додека дизелот има 7 коњи повеќе. Неколку месеци подоцна во понудата ќе влезе 540D со 3-литарски 6-цилиндричен агрегат. За жал, посилните 6-цилиндерски бензинци од 3 литри со 258 и 381 конска сила не се наменети за Европа. Нивното отсуство ќе го надополнат 2 приклучни хибриди. 530E е 4-цилиндерски со системска моќност од 299 конски сили и 550E со 6 цилиндри и 489 коњи. Понудени се 2 електрични верзии, i5 и Drive 40 со моќност од 250 kW и M60 со 2 мотори и 442 kW, при што максималните перформанси се постигнуваат во режимот спорт. Првиот, според WLTP, има обсек од 582 km, додека i5
5 М60 би требало да достигне 516. Двете изведби се напојуваат од ист пакет батерии од 84,3 киловат-часови и можат на брз полнач за 30 минути да се наполнат до 80%. Новиот режим Max Range е наменет да го прошири опсегот во итен случај со цел да стигнете до станицата за полнење. Тогаш потрошувачите на струја од кои не зависат функциите за возењето се исклучуваат и максималната брзина е ограничена на 90 км на час. Осмата генерација на серијата 5 паралелно ќе настапи на сите европски пазари, вклучително и во Македонија. Тоа ќе се случи во октомври, додека цените за нашиот пазар ќе бидат познати во текот на летните месеци. Иако Rolls-Royce доснеше со влегувањето во пазарниот атрактивен кросоверски сегмент, појавувањето на Калинен се покажа како исправен деловен потег. За жал, лекцијата не беше научена навреме и истот сега се случува со првото електрично возило на марката. Имено, иако Спектре е се уште далеку од сериското производство, побарувачката е толку голема што ако се нарача денес, ќе се чека на него најмалку до 2025 година. Ова го потврди првиот човек на компанијата, кој за крајот на годинава го најави лансирањето на моделот со кој ќе започне новата ера во 115 годишната историја на славната британска марка. Тој незадоволен со фактот дека нивните клиенти со години ќе мора да чекаат на својот автомобил, наведе дека мора да се поправи лошото планирање на производството. Сепак векти дека оние што ќе бидат трпеливи ќе го добијат тоа што желно го очекуваат, бидејќи Спектре е конструиран според повратните информации што ги добиле токму од идните купувачи. Конкретно ги спомена нивните очекувања околу автономијата и времето на полнење на батериите. Инженерите на почетокот имале построги мислења за тоа од купувачите, но логиката преовладала и можеле да се концентрираат на дизајнот и содржината на автомобилот и тој сега има фино урамнотежени карактеристики без избрзани компромиси. Според спецификациите, електричниот Спектре кој располага со 585 коњски сили до 100 км на час ќе забрзува за 4,5 секунди и ќе има автономија од околу 520 км. Се очекува цената да му изнесува околу 400.000 фунти. Најскапиот и најсофистициран модел на Volkswagen влегува во втората половина од актуелниот циклус. Touareg успеа да се наметне и го позиционираше брендот на еднаква основа со премиум производителите. Овој дух се одразува и на третата генерација, која сега добие освежување на изгледот и нови технологии. Однадвор Touareg изгледа порезервирано и помалку претенциозно. Предниот дел доби нова маска на ладилникот и нови светла. Сега опционално може да се нарачаат IQ Light HD Matrix фарови, кои се меѓу најдобрите моментално достапни. На задниот дел додадена е хоризонталната светлосна лента и е првиот европски модел на Volkswagen што има светлосен знак на брендот. Воопшто Touareg сега изгледа многу поелегантно во сите варијанти. Ова е усогласено со новите модерни дизајни на тркалата, додека застаклениот кокпит InnoVision сега е стандардна опрема. Во Европа Touareg ќе се нуди со 5 погонски единици, една бензинска, 2 дизели и 2 приклучни хибриди. За сите основа е V6 архитектурата со 3 литарска зафатнина. Многу економичните чисти дизели испорачуваат 231 или 286 коњски сили. Бензинецот, што и нормално троши повеќе гориво и постигнува 340 коњски сили. Електрифицираните погони се комбинираат со бензинскиот мотор и испорачуваат 381, односно 462 коњски сили во Touareg R.
Интересно е што верзијата со 381 конјска сила забрзува поспоро од чистиот бензинец со 340 коњи, а двата хибридни модели мора да прифатат загуби во волуменот на багажникот. Сите изведби на Туарег се опремени со 8-степен менувач кој ја пренесува силата на сите тркала. Меѓу другото, Туарег сега е стандардно опремен со нов сензор за оптоварување на покривот кој е тесно интегриран со електрониката на суспензијата. Ако покривот е оптеретен со товар, контролните системи за стабилизација на каросеријата правовременно интервенираат за да се зголеми стабилноста при возењето. Доколку покривот не е оптеретен, тогаш електрониката толерира динамичен стил на возење. Од неговото појавување поминаа 22 години. За таа временска рамка продадени се 1,14 милиони примероци. Обновениот Туарег во Македонија ќе пристигне кон крајот на годината. Групацијата Stellantis во Европа нуди многу електрични модели, но во Америка не е така. За да ја смени својата позиција од другата страна на Атлантикот, направи алијанса со компанијата Lithium од Силиконската долина, која има технологија за изработка на поевтини и поефективни литиумски сулфурни батерии. Од истото јато ни доаѓа и обновената Opel Corsa, која покрај новата предница добива благи хибриди и нов мотор и батерии за електричната верзија. Еден од најпродаваните мали автомобили во Европа ќе претрпи измени кои се задолжителни кога моделот ќе ја достигне средината на животниот век. Сега предницата ќе биде во согласност на препознатливото лице на брендот Визор, а името ќе биде поставено централно на задната врата. Ке се следат и новите групациски трендови за моторизација. За оваа пригода Corsa ќе добие нови електрични и хибридни погони. Corsa Electric, исто како француските братучеди, ќе биде достапна со помоќен мотор од 115 киловати и досег зголемен на околу 400 километри. Како опција ќе биде достапен целосно дигитален кокпит со нова инфозабава и екран на допирво боја со големина од 10 инчи. Матричните светла Intel Lux LED сега се уште се попрецизни. Со ажурирањето на моделот, Corsa е првиот Opel со благ хибриден систем од 48 волти. Кај нив моторите од 100 и 136 конјски сили се впрегнати со нов менувач со двојна спојка. Во Европа е еден од лидерите во електрификацијата, но во Америка Stellantis доста доцни за другите. Една од причините е производството на батерии, на кое компанијата сериозно гледа како носечки столб на идните активности. Затоа и не изненадува одлуката првичните пазарни заслуги да им се препуштат на конкурентите за потоа да се инвестира во вистинското решение. А тоа веќе е на повид. Инженерите на компанијата веруваат дека литиум сулфурните батерии за електричните возила ќе го презедат приматот во годините што доаѓаат. Според нив, развојот на оваа технологија ќе резултира со пониски цени и за дури 60% помали емисии на јаглерод диоксид во процесот на нивното производство. Како стратешки партнер е избрана младата компанија Lithium од Силиконската долина, чии визии се ветувачки. За разлика од традиционалните, овој тип батерии не користи никел, кобалт и манган. Суровините за нивно производство генерално може да се набават од локални извори без проблеми и по пристапни цени, како во Америка, така и во Европа. Примената на новото технолошко решение ќе ги задоволи потребите на индустријата која бара полесни батерии со поголема енергетска густина. За сега не се познати висината на инвестициите во нивниот развој, како и термините кога првите возила со нив би биле лансирани на пазарот.
Иако кај нас се уште не дошло, ни светот полека поминува времето кога електричните возила беа привилегирани. Субвенциите за нив се укинуваат, бенефициите се кратат, а користењето на јавни полначи станува се поскапо. Чести се случаевите и кога властите на нивните собственици им наметнуваат посебни давачки. Таква пракса веќе постои во повеќе од половината сојузни американски држави. Најновиот пример доаѓа од Тексас, каде со размислување дека не полнат гориво и со тоа не ги плаќаат таксите за одржување на инфраструктурата содржани во неговата цена, па регистрацијата за електричните возила е за $200 поскапа. Истата сума треба да се одвои и во Алабама и Арканзас. Вашингтон наплатува по $150, а Северна Каролина по $130 годишно. Постојат и размислувања на собствениците на електрични возила да им се наплатува годишна такса во зависност од бројот поминати километри, кои, ако се реализираат од корен, ќе го изменат начинот на финансирањето на службите за одржување на патиштата. За колку пари станува збор, кажува информацијата дека Тексас во првата целосна година од воведувањето на новата давачка од собствениците на електричните возила очекува да собере $93 милиони. Од возачите пак чии автомобили трошат бензин или дизел се наплатуваат по 20 центи од секој галон и се собираат по повеќе од $3 милиарди годишно, што во просек е по $71 по возило. Скандинавците секогаш предначеле во безбедноста и заштитата на луѓето во сообраќајот. Светол пример ни доаѓа од Volvo камиони, чии инженери развија повеќе системи што ќе почнат серијски да се вградуваат пред за тоа да се побара законски, а проценката е дека со нив ќе се избегнат повеќе од 25.000 животно загрозувачки ситуации. Како пешаци, велосипедисти, па и возачи на автомобили, заради нашата незапознаеност, често ги подценуваме проблемите што камионџиите ги имаат, посебно во грижата за безбедноста. За среќа на сите нас, производителите на камиони, меѓу кои предничи Volvo, развиваат системи чии придобивки се неспорни. Најновиот таков пакет, кој доаѓа од Шведска, содржи неколку решенија за клучните аспекти на безбедноста во камионскиот сообраќај со примерен аспект на најранливите категории учесници во него. Директно или индиректно, придонесувајќи инцидентите и последиците од нив да се сведат на минимум, тие ќе станат дел од камионската флота на Volvo пред законодавците да потпишат нивно задолжително користење. Можеби најзначаен е системот кој ги детектира пешаците и велосипедистите во ризичната, инаку за возачот на камиони, тешко видлива зона пред возилото. Тој со помош на радар и камера визуелно и звучно алармира ако постои непосредна опасност по безбедноста. Друг таков систем кој работи на сличен принцип е предупредувањето при отворење на вратите на камионот доколку некој се приближува одзади. Ова се само дел од решенијата кои Volvo Trucks континуирано ги развива и воведува за подобрување на безбедноста во сообраќајот. Стручњаците проценуваат дека вакви пакети сигурносни системи вградени во камионите би можеле во престојните деценија и пол да спасат повеќе од 25.000 животи. Ценејќи го она што природата им го дала, скандинавците сакаат да ја воведат електриката во сите сфери на транспортот. Затоа шведскиот производител на хидроглисери Candela се обрати за помош на Polestar, од каде ги поземи батериите за својот најнов производ. Своето искуство на ова поле тие го искористија да создадат техничко ремек дело со типичен минималистички дизајн. За погон се користени електромотор од само 102 конски сили, кој ќе го дотера до
солидни 56 км на час. Тоа се постигнува со компјутерски контролираните скии кои го издигнуваат над водата, со што, како велат од Кандела, потрошувачката на енергија се смалува за 80%. Батериите од Polestar 2 овозможуваат автономија до 106 км при брзина на крстосување од 41 км на час. За полнење на обичен приклучок се потребни 6,5 часа, а на брз полнач до 80% од капацитетот само 35 минути. Телото е од јаглеродни влакна, а во него може да се превезат осумина патници. Грижата за природата има своја цена, во овој случај 400.000 евра. Првите испораки се планирани за јуни идната година. На филмското платно Астон Мартин присуствува подеднакво долго колку светски познатите звезди. Затоа многу негови колеги присуствуваа на лансирањето на новиот модел од серијата DB. Кане вистинското место да се биде виден во вистинско друштво, а на журката што Астон Мартин ја посвети на DB12 имаше плејада звезди од филмот, музиката и јавниот живот. Тие го прославија новиот модел од Гейдон, кој всушност е дизајнерско-техничка еволуција на претходникот. Под хаубата е сместен V8 битурбомотор со 680 конски сили и 800 Нм. Тој ја катапултира атлетско-елегантно скулптуралната каросерија до 100 за 3,6 секунди и достигнува крајна брзина од 325 км на час. За новиот модел инженерите го проширија трагот за 6 мм на предните и 22 мм на задните тркала. Поради зголемувањето на перформансите има нов систем за ладење и поголеми отвори за воздух. Моќта се испраќа преку 8 брзински автоматски менувач и за прв пат на модел на Астон Мартин DB преку електронски диференцијал на задната оска. Електрониката има силен надзор над перформансите низ 4 претходно дефинирани постапки. Осим филигранската изработка, внатрешноста има неколку целосно интегрирани екрани во висока резолуција од 10,25 инчи. Според очекувањата, Астон Мартин DB12 ке чини нешто над 200.000 евра. Тоа е разумна цена за овој убавец и доволен аргумент да му се прости што не е задвижуван од препознатливиот V12 мотор. Со ова го завршуваме денешното издание на Автомагазин. Сепак остануваме дневно достапни на нашиот сајт automagazin.com.mk. До гледање.